Диалог на Студент FM 929, секоја сабота од 16 часот. Се враќаме во последниот дел од разговорот, во последниот дел од диалог со Васко Марковски. Васко, да не пропуштиме, да одгаднеме, да допреме нешто. Зборувавме за новинарството, за хаику, поезијата, фотографирањето, музиката. Пред малку така загатна нешто не остави во прашалници со коњи на поило, како дел од твоето музицирање. Јас би се вратила повторно на новинарството, иако оваа емисија нели не е за тоа, пред се за уметноста, но ќе се обидам да давам уметнички акцент на новинарството, односно на она пошто ти си најпрепознатлив, репортажата како уметност. Велат нашите колеги, постарите колеги во македонско радио, се надевам ќе се сетиш, често ни веле, репортажата е кралица на новинарскиот занае. Ти ја фати таа кралица под рака и луѓето веќе те препознаваат како човек кој што пишува репортажи. Тоа беше во Форум, потоа во Фритајм, да, така, Лайф магазинот, така. Добри вести веќе го има тој, препознатлив, како се вели, препознатлив жанровска определеност на репортажата. Го чувствуваш ли ти тоа така, како што велам јас, уметничкиот дел од новинарството во репортажата? Ептен ми легна, значи, со сите овие креативни пориви, да се побрзе нешто што си го одбрал да ти биде зане, значи новинарството и тоа да ги врзеш. Вистина имаше големи автори во македонското радио, од кои што сум се појал уште како студент. Сум запишувал податоци интересни кои што нивните репортажи ми открива. Некако интуитивно во некој тефтер ги пакував тие податоци, исто така и податоците што ги наоѓа во редовната саботна репортажа во весникот Вечер за време на НИП Нова Македонија. И беше ептено, како изненадувачко и убав момент кога Зоран Бојаровски, тогашниот главен и одговорен уредник на неделникот Форум, ме покани да работам во таа редакција со мисла да правам репортажи за нив. Бев онака малку збунет, затоа што нели големи зборови сме слушале за репортажите како професионален предизвик, како сето тоа. Држи тој муавет. И не знам, на Бојаровски некако му успеа да ме охрабри да влезам во тоа. Откако претходно убаво ја искенирал мојата личност, начинот на комуницирање во разни ситуации. Зоран ми беше професор во едногодишната школа за новинарство. Влегов со циклус Непозната Македонија, каде што во форма на репортажи се обидував да го откривам ова за што цело време зборуваме, малите радости што патем ги среќаваме и брзањето прави да не ги забележиме. Решив, ајде, јас ќе возам во втора, наместо од четврта, додека вие сте од четврта, не знам, да... Некој да ги улови. Да зачувам нешто так... тоа што сакате да го имате во раце, а обврските не дозволуваат. И не знам, се најдов многу во таа дисциплина. Охрабруваше што постојано си имаше некоја критична маса читателска која што ги ценеше и ги поттикнуваше, ги хранеше со идеи понатаму. Од тоа произлезе Фритајм Гајд како месечник специализиран за странците во Македонија, кој што треба да им даде идеја како да опоминат слободното време, каде да патуваат, што да прават. И не знам, голема е радоста што сето тоа заврши со награда. Да, најдобар промотор на Македонија. На Македонија, така. Да, 2011-та, 10-та доделена награда. Еве, денеска ги деновиве ги соопштија наградите. Да. Големо признание е тоа, нели? Огромна радост, мислам. Не можам да го опишам тоа чувство. Стварно е голем влог да влезеш одговорно да правиш репортажи посветено
тоа е конкретно една бројка од 120 репортажи што ги направи за таа продукција и сето тоа на крај да заврши со награда. Секому му го посакувам тоа. Так, имаше можност, значи, пишуваш и за домашната публика, за домашните читатели, но пишуваш и за странците, так? Кажи ми, имаш ли некоја своја, некој сумирање, не мора да е тоа статистика, кој како ги прима овие работи? Зборуваме пред се за убави нешто што ги забораваме, што велиш, брзајки во четврта забораваме да се свртиме, да ги погледнеме. Кој повеќе им се радуваш? Дали ние домашните читатели, нели велиме, аха, види таму имало навистина нешто, не сум го забележал, или пак на странците, тоа им изгледа како нешто екзотично, нешто што треба да се отвори, или постојано говориме, Македонија има многу можности. Кој како реагираш? Ме радува што и кај едните и кај другите убаво допреа. Значи, и пишувајќи ги имав на ум и едните и другите, значи, што повеќе да бидат субјективни, а да бидат доволно отворени за секој да се најде во нив. Градејќи го својот стил спонтано, секогаш на ум ми беа текстовите во кои што јас сум се наоѓал, што сум ги среќал во дневните весници кај некои автори. И сватив дека ствари најголемата вештина во сето тоа е да бидеш отворен и спонтан. При тоа имајќи ја љубопитноста и новинарскиот сенс да се забележи сето тоа додека си таму. Откако ќе заминеш веќе нема. Така, како ќе заминеш само треба да ги сумираш и подредиш работите куцките. Нема многу репортажи во македонските медии. Речи си ич да нема, ако сака некој да погледа, прочита и така натаму, не за Македонија, говорам општо за репортажа. Треба да пролиста странски магазин, да погледна странска телевизија, да слушне нешто на интернет евентуално. Зошто е тоа така? Репортажите бараат доста пари. Значи, форум во тоа време кога работев беше како куќа визионерски, доблесен да го поддржи тоа. Се надевам дека самото тоа како финален производ какви беа дополнително придонесуваше за поддршката да има. Веројатно, не знам, генерално мислам дека во нашите медиуми владеја некоја малодушност и трчање по лесно сработив производ. Мојата дефиниција за тоа е дека ние живееме во време на фастфуд новинарство. Мојот личен предизвик во новинарството е slow food. Значи нешто што кој е далеку поздраво. Така. Нели, и поздраво и пошармантно и има уживање, има лезет во него. Да ја свртиме за крај работата повторно на вистински креативното, на уметноста, ни најави дека корпоративното утро ќе добие корици, ќе се објави како хаику збирка, хаику книга. Хаику дневникот на Васко Марковски продолжува на добри вести МК, така? Така, денес сме до рече си 50-тата епизода. Аха, мал јубилеј, така некако му доаѓа. Музицирањето ќе продолжи. Па, тоа е она, како дрога, не те остава, значи цело време копа нешто низ тебе, немир некој создава. Сега со мандолината до креветот кај што спијам, а здрави Боже, понатаму би сакал да имам време да го правам тоа почесто и почесто да ги гледам коњите собрани околу поилото. Така. Јас ти благодарам што денеска одвои време да бидеш со нас, што ни донесе добар авер, добри вести МК. Ти посакувам реализирање на сите овие проекти кои што ги имаш започнато и кои што секојдневно се јавуваат. Реализирање во фотографијата, музицирањето, во поезијата, односно хаику стиховите. И се надевам дека повторно ќе имаме можност вака да си поразговараме, да водиме еден диалог, овој еден од најнетипичните во оваа емисија, затоа што споивме новинарство со уметност и навистина ми е драго и
Еве за крај со што ќе не почастиш уште нешто од твојот музички избор, од твоето музицирање? Ајде сега да слушаме нешто од бендот со кој што почнав, од Decadence, нека биде ПС. ПС, така се вика Да. номерат. Васко, ти благодарам уште еднаш. Беше огромно задоволство. Благодарам за приликата, привилегијата и за убавите зборови и убавиот разговор. Се надам дека и нашите слушатели уживаа. Почитувани, ова беше Диалог, наш гостин Васко Марковски, низ диалогот ве водеше Александра Јуруговска. До слушање. Kazni me Gospodi, takav si od